Каква судбина сум имала? Се уништив кога ме напуштил Лази Исмаил, ама после Господ ми го прати и Коптагел. Ама кога реков среќето ми се насмевна, останав и без Коптагел. Не ми е гајле за Исмаил. Не можам без Коптагел. Не можам без Коптагел. Така е, дадо. Колку убав парс ме гледај тука. Дури и очите мене ми се исправат. Тој ми беше Божи дар, тој. Навистина, дадо. Мора да го имаш Коптагел, за да ти се исправат очите. Овле. Мора. Ама како ќе биде тоа, сестро? Ама јас немам толку памет. Ти смисли. Ти смисли нешто. Само едно нешто ми доаѓа на памет. Како што ти заглави со Маџер Исмаил, така и јас треба да заглавам со Коптагел. Треба да скројам еден план. Здраво, девојки. Како сте? Јапрак. Ова го донесов за тебе. Што е? Како не ти е срам? Каков човек си ти, бе? Чекај, бе, што направи сега, полека? Што направи? Што направи? Што прави? Бегај, бе, бегај! Не ми се појавувај пред очи! Полека. Удри го. Чекај, застани. Не плачи, дадо. Девојки, ајде влезете малку внатре. Треба нешто да зборувам со Коптагел. Чекај, синко. Сега, слушни ме добро, синко. Ти мене многу ми се допаѓаш, машала. Велам остани и смести се во селото. Занимавај се со земјоделие, со добиток. А да ти кажам право, мене ми треба доверлив човек, да? Се е во ред, чичко Дузмина, ама мене не ме бива за такви работи. Јас само знам да возам минибус, разбираш? Остави го минибусот, само возиш нагоре, надоле, навистина ти велам. Татко ти рече дека ќе се вратите. Сега ќе го продадете имотот, ќе ги земете парите, после ќе ги потрошите тие пари, така ќе останете и без имот, и без пари. И што ќе правиш во Истанбул? Дојди тука. Види, ова е многу среќно и весело село. Ти гарантирам дека ќе бидеш многу среќен. Се колнам, верувај ми. Искрено, не знам што да кажам сега. Сега ништо не кажувај. Ке се дружиме малку и види како оди работата. После тоа донеси одлука, а? Сега кажи, кој јадење најмногу го сакаш, тоа ќе го направиме. И заедно ќе јадеме. Да ти кажам, тоа е малку тешко да се одлучи. Зашто? Јас ќе ти кажам кој ми е најомилено јадење, ама овие, мислам, девојките, тоа не може да го направат. Моето омилено јадење... Абе, тие може се да направа, само кажи кој јадење го сакаш. Ајде да ти кажам, живо ќофте. Живо? Може би не ке може да го направат, ама ако ти им кажеш како да го направат, тие ќе го направат. Ги имаме најквалитетните состојки тука. Добро, тогаш да правим, може. Договорено. Што е, бабо мила, зошто седиш овде? Седни, синко, дојди до мене. Ќе ти кажам нешто. Кажи, бабо. Сега, се ближи Рамазан, а?
Ти земи го ова и ова. Еве ти го и ова. Продај ги. Парите дај ги на сиромашните. Нека се радуваат сиротите луѓе. Господа те благослови, ама годинава малку порано го правиш тоа. И порано даваше по една белекзија, а сега 3. Зошто? Ете така. Имам голема мака. Голема. Само така ќе помине. Бабо, ако не ја кажеш маката, нема лек, ајде кажи ми. Не можам. Тоа ќе остане скриено во мене. Доволно е да го правиш тоа што ти го велам. И знаеш што? Ова ќе остане меѓу нас. Добро? Што зборуваш? Десната рака дава, левата рака не знае. Господ да те благослови, да си жива. Амин, амин. И ти да си жив. Ајде, да си одам. Да си жив, синко. Да си жив, толку од мене. Добар ден. Добар ден и тебе. Кој си ти? Јас сум син на Фикри Сабит. Немој бе. Добре дојде. Што сакаш, кажи ајде. Татко ми сте го виделе ли? Да, го видов. Малку подолу има една празнина и на неја има една кафеана, сигурно таму седи сега. А се влегува со кола до таму или? Тие што се надвор од селото не може да влезат таму. Ова овде паркинг ли е? Да, паркинг. Ќе ја земете колата или? Ќе ја земам, да, колку пари? Јас тоа треба да прашам, колку пари треба да оставам? Паркинг велиш бе, паркингот е бесплатен. Колку ќе останеш овде, а? Не знам, не се знае тоа. Наваму беше тоа? Да, таму. Слушај, ако ти треба колата, барај го Лас Исмаил. Јас сум Лас Исмаил. Благодарам, Лас Исмаил, се гледаме, ајде. Оди ми со здрави, ајде, повели, ајде. Господе Боже. Колку чудно дете, ја остави колата и отиде, ама од Истанбул е, навикнате да ја остава колата така, наивен. Зошто не ни јави дека Дузјун си оди дома? А што да правам, бе? Мора до тоалет да одам во гаќи да... Бог да чува. Оставете го тоа сега, видете што најдов. Што е тоа? Кола е? Не, авион е, кола е се разбира. Ајде, еве ти кола, ајде тогаш, додиме во Мармарис да купиме таа тепсија, ајде, жи ми се згади од таа тепсија веќе. Може, а ти кај ја најде оваа кола? Абе, тој Фикри Сабит имал уште еден син и мене ми ја довери. Уште еден син има? Абе, наместо да си отидат, овие само се множат. Абе, браче. Зошто се нервираш толку? Прво додиме да средиме работата со тепсијата, после тоа ќе дознаеме што се случува. Бога ми да. Дојди прво да го средиме тоа и онака сакав да им пратам пари на моите. Да одам и да ја средам и таа работа. Може. Ајде. Ајде, повели и ти вози, ајде. Ајде. Легувајте сите. Кај си, ти бе синко, а цел ден те барам недоста пенсија, кај си? Телефонот ми падна во вода. Што? И како ќе ставиме сега стиките на интернет? Емиле, има ли интернет во твојата канцеларија? Има, ама не работи, бато Фикри. Ти намерно го правиш ова, нели? Ја знам дека работи, а? Слушај, види вам незино, а? Туку така ли се станува мухтар? Ова Емине, зарем ке ти дозволи да ги ставиш на интернет? Потоа туѓинци да ги купат тие нивни ниви. Ајде! И да пукнете, и да цркнете, тој имот мора да се продаде. Ферит, кај е твојот компјутер? Во караванот. Ајде одиме во караванот. Ете, имотот ќе го продадам на интернет и после ќе видиме што ќе биде. Бато Фикри, абе сиропот го заборави? Ајде, пријатно. Тато? А да останем уште малку, уште 2-3 дена? Многу е убаво местово. Ниту една секунда не сакам да останам овде, доста ми е. И Џунет го викнавме, уште не е дојден. Добро бе, нека дојде и ќе се вратиме. Добро, тато, ама во Истанбул немаме ни струја ни вода.
Ќе платиме сметки, бе, синко. Уште сум жив. Тато? Бото? Ја, еве ти Џуне и трече и Џуне дојде. Се вели нешто во вакви случаи, ама нема да кажам. Ајде. Како си, добре дојде? Добро ве најдов. Ајде, прекинете веќе и да одиме, ајде. Кај е Бенгису? Ја оставив на една бензинска пред влезот во Мармарис, бато. Некое време слободни сме. Колку време, зарем не ја знаеш Бенгису, таа нема да си оди од овде. Нема да оди, бе, бато, нели онака се враќаме во Истанбул. Оф, Џунето, оф. Ајде, бе, ајде. Илкџун, што прави тоа, кажи ми. Молчи, тато ќе те чуе, молчи. Јасно е, работата тргнала во позитивна насока. Да те гушнам, дојди. Ај, што е ова? Ова е поголема од таа што ја улови зет ми. Што е улови зет ми? Вчера ја улови во морето. Оваа е поголема од таа. Нормално е тоа. Нашата риба мора да биде поголема од таа на Бато Фикри. Ај, чекај да сликнам еднаш. Сликајте ја. Ми се исклучил. Ако сакате да ви го дадам мојот. Не, ќе сликам со мојот. Ова е најважниот и најубавиот дел. Месото многу ситно да го исечкаш за да се топи во уста. Чекај да видам. Чичко Дужин, продолжи ти, јас додам до тоалет. Може ли малку, ајде? Ајде, помини. Ајде, дојде, ајде. Од тука. Порек, од тука. Помини. Господи, Боже. Да не ме слушне, ама детето е малку аджамија. Ножевите не сечат да ги наоштре малку. Тато! Добро да издржи малку. Не. Толку е голема што не ја собира. Ако сакате келнерот нека ни помогне? Може. Келнер. Повелете, господин Решат. Може да не фотографираш? Повелете. Многу ви благодарам. Благодарам. Ето го одзвони. Сега ќе те уништам, Жими, мајка. Нема да се јавиш? Нема сега, да не се олади рибата. Во право сте. Абе, пак ми исклучи. Абе, душо, бе, продолжуваш да ме уништуваш. Абе, па ти што се маваш, главата ми ја рацепи. Во оваа куќа живеат, бато? Да, види, таму се. Господине, господин Фикри дојде. Што е, господине Фикри? Пак ли дојде да правиш проблеми, а? Дојдовме по караванот. Кој е тоа детето што стои до тебе? Говори, тоа е мојот најмал син, сега дојде. Здраво, синко. Добро ве најдов, здраво. Што бараш ти тамо, бе? Правам живо ќофте, татко. Големо чудо правиш, ајде одиме. Не, син ми Коптагел денеска вечера со нас. Ќе дојдам после вечерата, тато, не е проблем. Добро де, прави што сакаш. Ајде одиме. Џуџу, добре дојде. Добро ве најдов. Фердо, се јави ли тета, ти кажа ли нешто? Не, бато, не се јави. Кога ќе дојде, нека се јави. Може ли така, а? Добро? Добро, ќе ја кажам. Ајде, среди го та. Досаден, пак е до мојата девојка. Што се случува? Зошто зет ми е таму? Не прашувај. Се врти околу Нейза и се пушта на Илгјун. Ајде, бе. Не се, дојди сега, ќе ти раскажам.
Господ знае колку деца има овој господин Фикри. Полека, бе, брат. Кај сте до сега, бе? Остај, бе, брат. Знаеш дека имаме 3 мајки и ете им испративме некои работи. И нели знаеш тројцата немаме татковци, мајките ни се сами. Штом сме овде со Маџир, рековме да испратиме нешто. Добро сте направиле. Па ти си овдешен, и онака немаш такви маки, брат. Што направи? Праша ли внатре, а? Ќе најдеме ли колата кога ќе се вратиме овде? Да, нема да има никаков проблем. Ајде. Ајде. Така, а да се одмориме малку, бе. Не се Ајде, плаши, бе, оди. оди. Ајде, бе, оди. Мајката. Само полека, важи. Коптагел бара кромити ренде. Слушај, вамо душа, ти зошто од балконот крена рака на непознато момче? Колку години имаш ти? 17. А, види, уште одговара. Што направивме, дадо? Наместо на мене мисли малку на себе. Тој Ферит само ти вели ки си одам, па ки си одам. Види, а сега дојде и со другиот брат. Овие да сакаат да си одат, зошто тогаш малиот брат да им дојде? Нели е така? Добро велиш. Добро велиш. Ама место на мене, подобро би било да мислиш малку и на овие работи, а? Ај, добро, не зборуваме многу, сезнајќи една. Чекај да ти дадам крумите. Немој ова да го забораваш. Добро. Ајде, оди. Сонгјун? На брат му на Ферит ли така крена рака? Оддалеку изгледаше како згодно момче. Не знам. Ќе го видиме и од блиску. Да видиме дали ќе има среќа да ми биде првата љубов. Ова го научи вртејќи го воланот зато. Овде чува. Најмалиот брат беше тој што дојде? Да, тоа е најмалиот и најмладиот. А зошто дојде? Нели вие денес ке си одевте? Од каде го извади сега тоа? Зошто да си одиме? Јас мислев дека утрово ќе тргнавте на пат, ама не завршивте работата и заради тоа останавте. Тука сме. Уште сме тука. Фикри, останатите може да си одат, а седми Коптагел може да се смести во селото, не? Видиме, дај Боже. Ај, со среќа. Да ставиме малку луто, мора да биде луто. Ова се јаде многу луто. Луѓе, видете, да купиме новакво за баба Нурија. Добро, бе, синко, може ли Нурија да го користи ова? Брат, овие се многу лесни за користење, без гајл. Да земеме, бе, братче, ние ќе се спасиме од носење. Бога ми, добро велиш. Види како го украсиле за подарок. Прво да ја купиме тепсијата, ако ни останат пари ќе видиме за ова. Ајде. Оди, ајде. Добро е ова. Ферит, земи го телефонов, качи се горе и стави ги сликите на интернет веднаш. Добро, тато. А ти што стоиш овде, а? Ајде, влези внатри ти. Изнеси ги столиците и мацата, ајде. Животот во караван не е лесен, бе, синко. Господе Боже. Ај, ова нели е малку претерано за дење? Овош начинија со петарди и жижици? Што да правам? Вие сакате да се вратиме пред да се стемни. Освен тоа има луѓе кои по потреба прават огновен на сред бел ден. И уште нешто, може да се фотографираме со мојот мобилен? Секако дека може. Келнер? Повелете, господин Решат? Може една фотографија заедно. Благодарам. Сега ќе би ја испратам оваа слика, ама го немам вашиот број. Дајте да ви го запишам бројот. Повелете. Господин Решат, ке може да се вратиме откако ќе го изедеме овошјето? Се разбира, ова е Мармарес, пак ќе дојдеме. Повелете.
кажи ми, сега ти бе и 500 за ова. Редовна цена е ова, 2750, ама јас ќе ви дадам за 2500. Има ли осигурување? Што зборуваш, бечичко? Точаците и моторите се поевтини од ова. Добро, ама ова е бакар и цело е рачно изработено, гледаш ли? Бото, нема ли нешто поевтино да ни одговара нешто, не знам. Да, бе, брат, ова јонак е поголемо од таа што ја земавме. Дај ни нешто помало, колку половина од ова? Вака да е лесна за носење, да има рачки округла, ме разбираш ли? Што знам? Еве, дај го тоа, бе. Еве, гледате. Еве, округличка е, има рачки, а има и украс на неа. Колку пари ова? 20 лири, бе. Не, добро да ја земеме ова, и онака решат и мене ми оди на нерви. Дури 20 лири се многу за него. Како така? Решат ова ќе го прими? Има ли нешто да заличи на бакар? Чекај да видам, чекај малку. Ова ја има. Да ви ја дадам сега оваа тепсија, од алуминиум е и чини 150 лири, и цената е соодветна. Може ова. Личи на оригиналот. Сигурно кинезите го направиле ова. Мора да е така. Ага, пакувај ја, ќе чекаме. Добро. Dağ içinde dökme taş gönlüm huni gözüm yaş Aklımı baştan aldı orta boylu kalem kaş Му се врати расположението. Şöyle 2 mumdur 3 mumdur 4 mumdur 14 mumdur Bana bir vade doldur Bu ne güzel düğündür Haninna 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 Леле, се залепи на таванот. Па ако се лепи, значи готово е. Хајде, дојдете девојки да стискаме, хајде, помогнете ми, бе. Хајде, бе, дојдете. Хајде, дојдете. Земете помалку, хајде. Земи. Како да стискаме? Вака ли? Не, сега вака. Вака. Стисни. Вака, убаво стисни. Отвори се. Отвори. Одлично го направи. Само немојте да го стискате многу. Ако стиснеш многу, види. Добро ли го направи? И ето го, гледаш. И истекува меѓу прстите вака. Добро. Ова не ли е мојата кола? А Джунет каде е? Ќе го почекам јас тука. Ако сакате да ве однесем покрај водата. Нашиот караван го оставивме пред куќата на господин Дузгун. Прво да одиме таму, ако не е таму, ќе одиме покрај водата. Добро, тогаш така да направиме. Абе, ова било одлично. Ага, полека бе, не можам да трчам по тебе сега. Многу убаво, сико. Многу убаво. Зошто му го дадовме да вози, бе? Што се случува? Извинете, ама ова е моја кола. Чекај, како твоја? А од каде ви е клучот? Клучот? Джунет каде е? Добро да клучот го земавме од Джунет, значи нема проблем. Господице, сакате да кажете дека вие го познавате Джунет? Да. А каде е тој? А може ли да прашам, која сте вие, господја? Јас? Да? Го познавате Ферит? Да, син му на господин Фикри. Да. Ете, јас сум негова другарка. Што зборуваш? А каква другарка? Мислам Сакана. Сакана? Па кажи така. Ферит во селото, дојди да те однесеме. Ајде веднаш да одиме, тој мене ме чека. Добро, господице, велите веднаш да одиме, ама што ќе правиме со ова? Ке треба да го ставиме во багажникот. Во ред, тогаш спуштате го седиштето. А ние како ќе влеземе, како ќе не собере? Ќе се стуткаме некако внатре, чекај да отворам. Ајде. Браќа, не можам да ви помагам, јас ќе седнам. Ајде, еве го клучот. Бато Коптагел. Ај бе, господе, што викаш толку од памет ме извади, што има? Ке те прашам нешта. Бе, прашај, ама да не биде тешко прашањето, може ли? Не е тешко. Ајде, прашај така. Сега, ти имаш ли Сакана во Истанбул, а? Во Истанбул? Да. Бе, немам јас Сакана во Истанбул. А тој, Джунет има ли Сакана? Джунет е женето. Има дете на моја возраст.
Се шегувам, ама. Нема тој мало дете како да има сакала. Многу убаво. Но Ферит има, нели? Бенџесо ли се вика, така некако, нели? Абе, вас чешмата зубавина до крај ли ви е пуштена, тече без престан. Ферит има, значи има Ферит. Сериозна врска имаат? Сериозни? Многу се сериозни. Да не бев, јас тие до сега ќе направеа 100 пати веритба, ама сега не може. Јас сум наред, затоа мора да се почитува редот, нели? Ајде дојдете. Чао. Караванот не е овде. Ако сакате да ве однесам покрај водата. Не знам. Не, внук ми е овде. Подобро да се симнам овде. Може би со него ќе одеме ке караванот. Добро, тогаш да ве оставам овде, а потоа ќе ви се јавам. Ај, ви благодарам, господин Решат. Тетка ти доаѓа. Бегај, Решат, бегај, Решат, човекот те виде со Елмаз, пак ќе те нападне. Здраво на сите. Добар ден, повелете, седнете, ајде. Добро ве најдов. Кој си има тето, цел ден те барам, телефонот ти е исклучен или? Ај, ова, многу убав ден поминав со господин Решат. Немав батерија на телефонот. А ти, зошто си овде сам? Повелете, седнете, повелете. Коптагел со своји раце ни направи живо ќофте. И сега сите заедно ќе го пробаме. А многу убави ќофтиња прави Коптагел. Нека жив и нам ни направи. Ќерка ми Илџун му помогна. Ама и ние му помогнавме, тато. Знам и вие помагавте, ама Илџун многу помогна. Значи има женски прсти во овие ќофтиња и живо ќофте стана домазен. Многу сум смешен, нели? Што ти е, бе, синко? Дете, луто. Пред малку каснав од тоа, ама еве дури сега го сетив лутото. Затоа тука ми дојде. Како се јаде сега ова? Со марула. А, со марула, добро. Тото, што е ова? Што е? Па немате храна овде. Да, доволно е додека се вратиме, ајде. Тато, ги ставив сликите на интернет. Добро, ајде, сега симни се доле. Има малку работа, ќе дојдам. Каква работа имаш сега? Ајде, симни се. Абе, тато. Знам сега не е време, ама кога бев во Истанбул, поштарот донесе еден куп жолти писма, така препорачани беа. Ќе видиш што се или подоцна, ќе ги разгледаш, после ќе ги видиш. Зошто ти ми кажа до сега? Ајде, донеси ги да ги видам. Да ги донесам, а? Донеси ги, ајде. Многу ми недостасуваш. За мене е смрт да се навикнам на твоето отсуство. Не знам како ќе заминам од овде. Што ќе правам во Истанбул без тебе, и тоа не знам. Дај ми малку надеж и никогаш нема да си одам. Земи, тато. Дај да видам. Што е ова? Леле. Абе, извршител ми испратил овие. Ова се писма од извршители. Тато? Тато? Бато? Дојди, Бато! Тато? 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 Тато, добар си, тато? Тато?
Тато, Ај, вози малку побавно, ми се повраќа. Што е куси? Ајде, браќа, симнете се малку. Да се симнам и јас. Оставете не малку сами. Не, ти не. Одиме по нужда. Добро. Ај, многу си сладок ти. Благодарам. Што е бе сега, зошто не симна? Доста бе ти, доста. Жеми Господ, јас не можам да возам повеќе. Девојката ги испружила нозете, а бе каква нога има, неверојатно. До сега не су видел таква нога. Бог да чува бе. Ребрата ме болат, ишија сме фати, ти да не заборави малку бе, ако си. Добро бе, добро, јас ке возам, ти оди позади. Не знам што ке правевте да не бев јас. Господа те благослови. Зошто се заменивте? Затоа што јас подобро го знам патот до селото. Добра, ама вози полека. Многу ми се повраќа. Добро, добро. А јас да му се јавам на Ферит. Јави се. Зошто не му се јави до сега? Кој знае што прави сега. Бато, вози побавно малку. ти мора да си единствениот човек кој вели вози побавно на пат кон болница, Џунејд. Што да правам бе, бато, не можам да го држам, лесно е да се држи волкав човек. Џунејд, провери го тато дали дише. Диши, бато. Пулсот му е малку брз, ама нормално е. А и не знам зашто се смее. Каде ли е? Ај, задзвонете ми, не можам да го најдам телефонот. Ама на кого му зборувам, звонете ми, не можам да го најдам. Абе ти добро велиш, ама го немам твојот број, како да ти се јавам? А, точно, дај ми го телефонот, ајде. Земи. Која ти е лозинката? Нема лозинка. Колку банално. Абе, ова полоше и од јапраке. Уште ти слушне. И да слушне нема да свати без гајле. Па... А тука бил... А сега нема мрежа, нема сигнал. Така е овде. Тука нема мрежа од сите оператори. Така е тоа. Обиди се пак. Обидувај се се додека не добиеш мрежа. Нема. Бато, тато почна на глас да се смее. Боже, не ми е јасно што се случува. Бога ми, мене ми текна нешто, ама не можам да ти кажам сега, на вистина. Што ти текна? Не ми велат имаше добра смрт, на среќен да си оди. Не треске глупости, Џунејд. Абе, јас не, бато, ама тато тресе глупости цело време. Што вели? Нешто вели, ама не разбирам што вели, на вистина. Господе, нема ниту еден паметен околу мене. Ај, тато, те молам, соземи се. Те молам, соземи се веќе, ајде. Бато, дај газ, што побрзо, ајде, вози побрзо. Барем нешто добро се случи. Телефонот се поправи. Аман, господи, Бенгису ли се погоди да ме бара? Ај! Бато! Што се
случува? Ногата ми се заглави. Еј, не ми се верува. Од памет ме извади, еј. О, раката. Ферит? На небото барав, на земјата најдов. Застани, Бенгису, застани. Абе, Лас Исмаил, за шетање ви ја дадов колата вас, затоа ви ја дадов. Братче, ова е рурална средина. Која кола е слободна, таа се вози. Зошто? И онака колата е моја, а не е негова. Овие другари отишле во Мармарис и ме најдоа мене. А ја заедно со нив доаѓав кон селото. Ти ја донесовме саканата, Ферит. Видете, пријатели, ние се брзаме и онака веќе си одиме од селото. Да не одолго влекуваме. Ајде, Џунейд, Бенгису во кола одиме во Истанбул. Ај, сега ми ја кажа најубавата вест на светот. Добро, добро. Навистина си одите. Да, Исмаиловци, ми беше мило што се запознавме. Чувајте се. Бенгису во кола одиме. Момент, почекај ме, пријателе. Каде така се брзате? Позади ни е моторот и тепсијата. Ага бе. Многу пари дадовме за нив. Да ги земеме па после одете. Може? Добро, побрзајте, земете го моторот и тепсијата. Ајде, Џунейд, ти со мене. О, се спасивме, си одат. Ајде, чао. Ајде и ти. Ага, јас многу се изморив. Тато? Тато, добро си? Добро сум, бе. Што ми се случи мене, бе? Се разболе, тато. Те носе во болница. Имавме мала несреќа. Каква болест, бе? Дукук испив, дукук, тоа ми е! Што е тоа дукук? Сируп, бе, сируп за смирување. Изгледа малку сум претерал, малку. Кога го испи, тато? Дукук ли, како се викаше? Кога бевме покрај езерото, ете, го испив вие, не ме видовте и види. О, многу сум испил. Значи, не доби инфаркт писмата кога ги виде, нели? Не. Немав никаков инфаркт, за среќа. Лесно се спасив со сирупот дукук. Не знам што ќе правиме сега, катастрофа ни е работата. Ти да си ни жив, тато. Мило ми беше. Ми беше задоволство да се запознам со вас. Еве ги клучевите. Да си ме жива и здрава. Многу ви благодарам за се. Нема на што. До гледање. Их, шекерче, бе, дојди да те пакнам, ајде. Никогаш нема да те заборавам. Зошто? Не знам, многу сладок ми изгледаш. Бенгису, ајде веќе поздрави се со другарите. Во ред се качувам. До гледање. Со здрави, ајде. До гледање. Што се смеете, бе? Бато, сериозно се враќаме, нели? Што ќе биде со тетка ми и зет ми? Прекини сега со тетка ми и зет ми. Побрзо да се спасиме од Бенгису. Што бара девојката овде? Самата ми се залепи. Како не? Сама се залепила. Чекај да ставиме малку лимон, мора лимон, оди со ова. Лимон треба што повеќе. Што е ова? Што ти ема? Ама ова е многу луто. Животот ќовте луто се јаде, поинаку не може. Тоа е карактеристично. Не, мене ми се многу вкусни, да ти се позлатат рацете. И тебе, Керко, да ти се позлатат рацете и ти помогна. Благодарам, тато. Вкусот е добар, ама навистина е многу луто. Епа, луто е, ама земете, јадете дома ти бе, малку ќе одлути. Ајде, земи, ајде обидете се. Ајде, дојди ваму. Сега ќе ти помине од доматот, веруем, отвори уста, ајде, само. Ајде, отвори. Тато, полека, ма прстот ти ми го изедеш, леле. Ајде, земи си домаче. Ето така, браво, супер. Отвори уста, ето така. Ајде и ти. Ете, тоа е тоа. И пијте ајран, бе, пијте ајран. Ајранот многу помага. Ајде, кренете чаши. Тоа е тоа.
Како да не јадеш живо ќофте, бе? Ова е... Еј. Абе, што е ова, бе? Наскара мирисе ова, да? Господин Ерол. Кој бе, Ерол? Ерол, Повели, господине. што правиш бе таму? Ги печав живите ќофтиња. Абе, ти Марсове знане си, бе, се печели живо ќофте, бе? Нема живи да ги јадеме, црви ќе добиеме. Точно. Во тебе лежи еден лав, па нема место за црви. Благодарам, господин. Ерол, внимавај, многу е луто. Благодарам што ме предупреди Назјон, ама не грижи се, јас не се плашам од луто. Бог да чува. Прави што сакаш, јади како што сакаш, Господе Боже. Ама е чуден, бе. Джими се, детево, не ми изгледа мене нормално е, Джими се. Господи Елмас, и ти не казна ништо, изгледа не смеш луто да јадеш. Не, овој пат не ми се допадна многу. Како не ти се допадна? Па, ги погодивме, бе, прекрасни се. Да не беа погодени, види, како ќе го залепе ова тука на таванот. Немаше да се залепи. Гледај го, уште сте залепено. А ако сега сакам да го тргнам, цел плафон ќе заструши. Бога ми, не знам, Коптагел. Ете, овој пат не си ги погодил. Каква врска има сега тоа, Елмас? Тетино, многу има врска за мене. Точно, тето, значи не ставивме многу луто. Јас кога ги правам за себе, ставам по 5-6 пакетчиња лут буковец. Пијте ајран, ајде, има доволно ајран за сите, ајде, слободно. Доле! Јапрак! Каде се овие? Стави го овде. Добро направивме што средивме. Да не си најдев за анимација, ќе не уништев од љубов. Да, Дадо, не беше добро што Лаз Исмаил ме избра мене, а не тебе. Многу е безобразен. Кој ти зборува за Лаз Исмаил, ма? Пардон, а за кого зборуваме? За Коптагел. За љубовта на мојот живот. Зборувавме за убавиот човек со црни мустаки, кој ме остави без ум во главата. Кој ми ги исправи очите, сестро. А, Господе, многу убаво зборуваш, Дадо. Леле се наежив. Ај. Кој е тој убав човек со црни мустаки, а? Кој е? Секако дека ти си бато со црни мустаки. Јас сум. Што правите овде? Цело време вас ме барам. Собиравме стари нешта да го фрлиме ова бато. Што ќе правиме со ова? Само нередни прави тука. Не може, ништо не се фрла. Ќе дојде време кога ќе ни затреба. Слушавам, дали го видовте Коптагел? Не го видов, бато. Добро. Коптагел е кај Дузгун. Сега одете и вие таму. Представувајте на било кој начин, убедете го и донесете го Коптагел овде. Кажете, брат ми многу инсистираше, рече да пиеме по едно кафе. Навистина? Да, разбравте што ви кажав? Јас малку, како да не разбрав. Нема потреба ти да разбереш. Добро. Јас те разбрав, бато. На било кој начин ќе го донесам Коптагел тука. Ајде, ма. Ајде да ви видам, ајде. Донесете го. Вие донесете го Коптагел, а Коптагел нека ја донесе тетка му. Куси, дај бе малку да возам, а? Остави го, нека вози помалку, троши полето и ајде. Лас, јас паднав од 5 метри. Ребрата ме болат, ишија сме фати. Ти да не заборави малку, бе, ако си? Застани, бе. Тоа што кажаш, ми се. Човекот лошо се повреди. Тој нека се качи малку. Дојди, седни. Така е. Благодарам што се сожаливте. Полека. Абе, браќа, мене друго нешто ме мачи. Што е? Фериите неговите замина. Ама ме мачи кај се тетка му и брат му. Може би тие замина пред нив? Нели тетката доби порака во кафулето и почна да вика се заминал. Можно е да се вратиле. Среќа. Куси, каков механизам има ова? Чекај бе, не давај газ бе, чекај, полека, Баџир! Застани бе! Застани бе, види го ненормален! Застани бе! Не давај газ бе!
Леле, види го будала. Ага бе, ова многу брзо вози бе. Застани. И каде се задржа овие? Што прават тетка и внук горе? Што може да прават, бе, Тирко? Едниот врши нужда, другиот чека ред. Тато? Како ќе ги изедеме овие ќофтиња? Вистина, тато, како отров се, многу се лути. Знам, Тирко, нема повеќе да јадам. Бога ми, ова може да го убие човека. Ама вие препрвајте се дека јадете. Дете со мера ги направи. Останавме гладни. Ајде, кој е гладен, нека оди во кујната, земе леп, сирење, масники, нека касте нешто и нека се најаде. Нема да умрете ако една вечер останете гладни. Ох. Ај, Ерол прави скара. Јас сум огладнела. Ори, дадо, зошто дојдовме тука, ајде? Ајде, оди. Да касневме малку. Ме уништи, Бога ми ме уништи. Дојдовме. Добре дојдовте, девојки. Добре дојдовте. Коптагел не е тука? Тука е. Чекај, одам да го викнам јас. Седи ти, седи. Уđун нека оди. Ајде, Може ли Ќерко. сама да одам? Ти, Ќерко, седи. Ти немој, остани, гостинка си. Илđун ќе оди, ајде. Јас ќе одам. Седи, Ќерко, седи. Ќерко, седи ти, дојди. Некој доаѓа. Чекај брзо. Избриши устата. Ајде бе, што е ова? Не разбирам како да чекаш ред на телефонска говорница. Само тропаш на врат, ајде излегувај веќе, ајде излегувај. А и не чекам ред за телефон, ама ова не е и чекална. 2 часа те чекам тука. Добро бе, тето, смири се малку. Срамота е вака пред господица Илкчин сега. Те малом повели господица, треба нешто. Доне дојде и прашува за тебе. Доне ли дојде? Боже, каде? Долу е на терасата. Тогаш додам да видам што сака, може ли? Ти повели, тето, влези. Ај чекај, јас доаѓам. Па не беше ред. Не ми се влегува. Благодарение на тебе не сакам. Господе Боже. Донема? Добре, деде, како си? Добра сум ти. Како си, Коптагел? Што се случува тука, леле? И се исправија очите на Азгјон. Навистина и се исправија. Ај, ова е Божјо чудо. Што се случува, ма расипани забили имала па ги поправила, не разбирам. Што се исправи, ма? Бога ми се исправија. А и навистина што се случува? Што се случува, бе? Забите ги поправила. Чичко Дузгјон, моите очи се исправат кога сум до Коптагел. Боже, како се случува тоа? Видете сега, јас ќе ви покажам. Коптагел, оди сега внатре. А што барам сега внатре? Оди си, ходи, ме интересира, оди да видиме. Ајде, бе, ова е глупаво сега, значи. Господе Боже! Тебе ме се искривија. Пак се искривија? Дојди вам, бе, Коптагел. Што се случува, бе? Бога ми се исправија. Ти одиш, очите и се криват, а кога ти се враќаш, так се исправаат. Ај, јас сум сега љубопитен. Сега ќе одам, ама викнете ме веднаш и штом ќе се искриват веднаш доаѓам, ајде. Ајде, оди. И се искривија, дојди. Не дојде на време. Што е ова, бе? Каков човек сум бил јас, бе? Како исцелител, а? Ете, така, Чичко Дузгјон. Же ми се, ова е Божја волја. Значи, Коптагел ти е како лек, Ќерко. Да, навистина така е. И тебе прв пат те гледам толку јасно, а порано... Како така? Но порано како да беше поширок. Беше така малку поширок. Како поширок? Малку. Сликата не беше јасна, ми се мешаше. Изгледа затоа што така ми се чинеше. Ама ти си бил послаб навистина, харизматичен. Благодарам да си ми жива. Живо ќофте ли ова? Да, луто ќофт. Кој го направи? Кој може, ма јас го направив. Те молам, не ме вреѓај. А Илđун му помогна. Да, точно. Ајде, не се срамете, земете, повелете. Земи, ајде, пробај слободно. Оп, пази на прстот. Еве, земи и ти. Јади, Ќерко, слободно јади. Многу е вкусно. Многу луто е ова. Ова е како
пак отров? Каква треба да биде бе луто ќовте? Како не разбираме со шеќер ли да биде? Луто ќе биде. Ајде, има дома ти. Топ. Ајде лапни си ти, ајде земи, отвори уста. Ете, гледате. Малку ајран сега написе. Пи ајран, ајде, пи. Доне, Коптагел го направи тоа. Зарем нема се да изедеш? А ова... Да. На почетокот многу беше луто, ама потоа бргу помина, човек се навикнува. Многу е вкусно, навистина е убаво. Браво за тебе, Коптагел. Крв да ти се стори. Конечно дојде човек кој јаде живо ќовте. Лал да ти ема, Боже чедо, јади, се јади. И ајранот испи, ајде слободно, ајде седнете сите бе. Ајде, седнете сите. Ајде, седнувајте, ајде, валете, мора да си изедете. Фрли една табуретка, фрли табуретка, Бешико. Добро, Дада Мухтар. Сваќам. Баба Нури е дома. Зошто да сум глупав, сваќам. Сега доаѓам кај тебе, ајде. Баба Нури е била дома. Ајде, однесете го моторот дома, никој да не види. А јас одам кај Мухтарот. Ајде. Ајде, полека. Ајде. Само полека, види. Полека. Ајде. Синко, што параме ние овде, а? Да се вратиме во селото? Бенгису е зад нас, тато. Ај да ти се плукнам во љубовниците. Спаси се од неа, ајде. И јас сакам да се спасам, тато. Затоа сме овде. Ајде. Што се случи? Снема гориво? Не, морес нема. Што значи морес нема? Знаеш што значи морес нема? Значи стигнавме на крајот. Види, Бенгису, јас веќе не сум стариот Ферит. Јас можеби нема да се вратам во Истанбул. Ама ти не можеш без улици, без бебек, без трговски центри, без салони за убавина. Заборави ме. Сега оди право по патот, право мула. Потоа Чине, Ајдин, оди до Измир. Таму е таблата за Истанбул. Сврти таму во Истанбул си. Ама Ферит... Нема ама, Бенгису, реков, готово е. Поред, не ли раскинавме? Ти ми раскина и потоа пак сакаш да продолжиме. Јас не замислувам иднина со тебе. Види, жал ми е што ти го кажувам ова, ама не сакам да ти дадам лажна надеж. Не доаѓај веќе по мене. Оди во Истанбул. Тебе добро ти е во Истанбул? Секој миг има метеж во собраќај од загаден воздух, на секаде бетон, облакодери, градежништво, има се што сакаш ти, нели? Истанбул е на 8 часа. Да не полуде овој бе? Или му направиле некоја магија? Буквално сум напуштена. Абе, многу бил убав. Леле, каков е. Се разбира дека е убав, бабо, како може да не? Мали, ама ќе ти биде полесно. Сега каде и да посакаш можеш да си одиш. Не зависиш од нас. Оди до 140, максимално возење ти е 60 км на час, 72 волти, акумулаторот е со батерија, време трајањето на батеријата е променливо, ама се полни за 6 до 8 часа и влече околу 60 км на час. За тебе е до 60, инаку оди и побрзо. Ага, што зборуваш бе ти? Што се разбира жената од тоа? Сега си слободна како пеперутка.
Ќе леташ каде сакаш и потоа ќе си застанеш, баба. Ти не се мешај бе, Маџир. Кажи ми колку троши ова. Колку ми троши? Абе, бабо, сега не можам точно да ти кажам, ама ако возиш многу брзо, значи еве, да речеме, моја поставка е 100 километри возиш. И како да ти кажам, тоа е околу 1 лира. Леле, да сте ми живи бе, ова било ефтино. Браво бе, Исмаиловци, не очекувам ваква постапка од вас. Прв пат да направите добро дело. Навистина браво. Ова требаше да го имам во младоста. Боже, боже, многу е добро, навистина. Аха! Така, држи ја се занесе, држи. Ајде. Чекај. Полека. Браво. Браво, така. Ај полека. Сврти тука. Добро. Така. Ајде, оди. Добре. Браво. Полека. Полека бе. Полека. Со здраве да го користиш, Господа ти овозможи да го користиш за убави мигови. Амин. Само, што се однесува до мене, немој да го возиш многу. Ако ме прашаш зошто, може да снема акумулатор. Значи, ти секоја вечер ќе го ставиш во штекер да се наполни, па ќе го возиш. На штекер се става? Да бе, бабо, како пегла, навечер на штекер, сабајле вадиш од штекер и... Колку било лесно. Бабо, јас велам да ја земеме носилката, да не ти пречи овде, а? Земете ја, бе, што ке ми е веќе? Го имам ова. Нели? Добро, Ајде, ајде да ја земеме и да се одиме, ајде. Ајде да појдеме. Дада Мухтар, Што сакаш би, Исмаил, кажи веќе. жити мене. Ти ме познаваш од дете, нели? Исмаил сум, ама не сум како останатите Исмиловци. Јас сум си од ова село. Абе, Исмаил, синко, кажи веќе што сакаш, аман? Сакам да зборувам со Илѓун. Само ти можеш да го направиш тоа, Дада Мухтар. Леле. Абе, синко, се слушаш ли ти што бараш, жене? Си била ли млада, бе, Дада Мухтар? Дали си се заљубила? А? Зошто не ме сваќаш? Сега што кажа вака... Добро бе, добро, ќе ти ја средам работата. Леле, ти си најдобрата, бе, Дада Мухтар! Абе, ќе срушиш се пред себе, бе, добро бе, добро. Абе, застани бе, абе, не се занесој, среди се малку. Седни да му се јавам, ајде. Па веднаш се опуштате, бе. Абе. Машала, бога ми машала. Знае како се јаде живо ќовте, бе. Усните и се сменија, вака и потекоа. Многу се вкусни, многу. Види ја како се испоти. Значи, чекај. Полека се изфрлува надвор, застани, чекај малку. Така. Дувни го малку носот да ти олесни. Дувни. Дувни слободно. Ето. Ајде, дувни слободно. Ајде сега. Терко, немој толку да јадеш, после нема да те собере. Да ја собере? Јас велам да јаде. Ако продолжи со јадење, ќе истивне болката, нели Доне? Барем да не умре. Тоа Господ знае. Не се умира од лути ќовтиња. Напротив, те оживуваат. Повелете. Како си, Дуздјун? Добро, ти како си? Добра сум. Заедно да е. Сакав нешто да ти кажам. Баба, види, баба Нурија го вика Ерол. Таа имала работа со него. Илѓун испрати ти кај мене, а Ерол испрати го кај баба Нурија, може? Како ти наредиш? Што зборуваш, бе, зарем јас би ти наредила на те? Не ли ти си човек со највисок чин во селото? Зато така кажав. Добро, се гледаме утре. Ајде сега до гледање. Ајде се гледаме, ајде. Пријатно. Што вика? Добро бе, Илѓун доаѓа. Ерол нема да биде со неа. Ајде сега останатото зависи од тебе. Боже, ти благодарам, Дада Мухтар. Ке те бакнем, бакнеш. Абе, синко, немој бе така бе. Илѓун, Терко, оди малку до кај Мухтарот, те чека. Добро, тато. Ерол. Повелеј, господине. Синко, баба Нурија те вика кај неа. Мора да одиш да видиш што сака. Како ќе кажеш, господине? Чичко Дуздјун, додам и јас со Илѓун да не оди сега сама, а?
Нема потреба, душо, се уште е ден. Седи си на место, Коптагел. Добро ти тек да Коптагел, ама нема потреба. Или сама ќе оди. Ајде, Ќерко. Што мора само девојчето? Бог да чува. Илгјун? Што правиш? Ништо, да и ми не ме викнела, па и те одам кај неа. Каква случајност, и мене ме викни, јас одам кај неа. Ние одевме во Мармарис и се сретнавме попат со Ферит. Тие се враќаат во Истанбул. Како? Ете се стално. Можно ли е таква нешто? Тетка му и брат му се кај нас дома. Да, нив не ги видовме и помисливме дека веќе си отишле, ама значи попосле ке си одат. Ама Ферит си замина. Нека замине. Што да правам? Имал девојка, Бенгису се викаше, така нешто. А ти од каде знаеш? Девојката дојде овде. Ја зема и неа и замина. Не знаеше како да бега. Добро, ама зошто сега ми го кажуваш ова? Што ми е гајле? Па што ако заминал? Што ми е гајле мене за Ферит? Па што знам, онака неколку дена се дружевте. Па што ако сум се дружела, што? Само онака. Кажи ми што си наумил да ми кажеш. Јас остави ме мене. Само се глупирам од голема возбуда пред тебе. Знаеш што ми текна? Бевме деца. На излет од Зарипе ти виде една птица. Ја фатив и ти ја донесов, се сеќаваш? Се сеќавам, да. Татко ти кажа, тоа е птица преселница. Нема да преживее во кафе си ти ја пушти. Зошто сега ми го кажуваш ова? Не треба да се оди по птици преселници. Нашите птици се доволни. Ако засака човек, нека засака наша птица. Господе, го то чекавме и овој ден. Ти благодарам, многу ти благодарам, Господе. Жим ми се најмило да даде Господ да ослепам ако лажам, ама веќе низ додеја да ја носиме бабата, навистина. Слушајте сега, што ќе правиме со ова? Браќа, да ја сокриеме, а? Имаме спомени со неа, живеевме со неа. Да не брзаме. Навистина? Не бе. Да ја распарчиме. Да ја поделиме на парченца мали. Да го средиме оваку си. Застани бе. Смири се. Момент. Знаете што ќе направиме со носилката? Ќе организираме церемонија и ќе се разделиме од нејзе. Луд да не си ти бе, што ти е церемонија или ќе правиме со ова? Да. Дојди со мене. Маџир, ти остани овде со носилката. Брзо ќе се вратиме. Добро, ќе чувам. Солесно нека те да ја мина. Благодарам, Кирко, добре дојде. Што е, ма, што? Си вака намуртена, а? Ништо нема да ја мина. Добра сум. Добро. Илгјун, Кирко, нели знаеш дека се ближи пикникот за Арифе? Да, знам. Знаеш дека ќе се соберат сите девојки од селото и ќе почнат со подготовките, нели? Да, знам. Добро тогаш. Добро, но јас веќе го знам тоа да ја мине. А затоа викна да дојдам? Реков, Кирко, може би си заборавила, па да те посетам јас. Велиш само толку? Да, толку. Да одам? Добро, ти оди. И поздрави го татко ти многу. Одам и јас, ди правам друштво. Не бе, Исмаил, не. Имам работа со тебе, синко. Сама нека си оди, Илгјун. Ајде, дувања.
Пријатно, Кирко. Каква работа имаш со мене? Немам никаква работа, бе. Доста ти беше, немој да претеруваш и седи овде да замине девојката. Биди пред мои очи и седи тука. Ајде, седни. Седни, реков, бе. Не ме тере да се покам што ти помогнав. Девојките се таму. Значи си уживаат. Убаво, убаво. Види ти вок. И што ќе правиме ако не фати решат? Слушај, Господ да ме казни ако лажам, човекот ќе не тера да му купиме крава за оваа слама, ќе видиш. Молчи, нема откажување. Дури и јас доброволно дојдов овде. А ти што велиш, бе? Јас, Кусиот Исмаил. Дали се, бе? Види, јас ова го правам за едно многу добро дело. Дај ми сила, Господе, во најбрзо време да го вратам ова на место. Амин. Ајде.